Благодарам, председателе. Немавте осет за студентите, уште помалку ќе имате за адвокатите, бидејќи вашите најблиски партиски соработници се наполнија со пари преку овие закони кои што ги предлагаме да ги измениме. Зашто станува збор? Накратко, повеќе за јавноста, отколку за пратениците кои што гласаат по партиски директиви, а не во интерес на граѓаните. Со овој закон се предлага да се стави крај на адвокатско-директорската мафија, која што функционира и во СДС, и во ДУИ, и во ДПМН. Имено си имате ваша мрежа на адвокати кои се наполнија со пари. Не знам дали ви ги враќаат после на рака, меѓутоа луѓето се наполнија со пари. Зечевич се наполни со пари, министеров за внатрешни нов се наполни со пари, Јанаки Митровски исто се наполни со пари. Значи имате адвокати кои што земаат милиони, не илјадници евра, милиони евра од јавни предпријатија, од дерење на граѓаните со платни налози, од задолжителни присуства на рочишта, на платни налози и слично. Што ние предлагаме? Во суштина, оваа измена е иницирана од Европскиот суд за човекови права, кој што на 9 мај лани, ева е пресудата, ја држам во рака, кейсот е Китановска и Барбуловски против Македонија. Ние како држава го изгубивме кейсот во Страсбур, во што е суштината, на луѓето им бил оневозможен пристапот до правда, односно до судот, и е утврдена од Европскиот суд повреда на членот 6 став 1 од Европската конвенција за човекови права. За што се работи, да упростам. Во Законот за нотаријат од 2016 година се вели: во оставински постапки и во сите солемнизации на приватни исправи, тоа значи договори кои луѓето си ги склучуваат, ако се над 10.000 евра, мора да имате адвокат да присуствува и мора тој адвокат да ви стави подпис и печат. Тоа значи дека по тарифа тој адвокат ќе ви наплати. Некој го оспорил овој закон пред Уставниот суд. Уставниот суд вика: се е окей, имате правна сигурност, тоа е смислата на законот и тоа е тоа. Арно, ама, ваквиот шизофрен Уставен суд, истата ваква одредба во Законот за извршување ја укинул. Истава одредба. Значи, да имаш адвокат на спорови, тоест на солемнизации до 10.000 евра. И сега Страсбур се чуди. Вика, каква е оваа примена у Македонија? Иста одредба у Закон за нотаријат, вика Уставниот суд е окей, у Закон за извршување ја укинува. И вика, дај бе уедначете го право. Е, тоа бараме ние со законот, да го уедначиме правово. Значи, одредбата од Закон за извршување да се препише сега и во Закон за нотаријат. И вториот пункт е платните налози, со кои што граѓаните најмногу мака мачат. Прво, нотарското лоби преку професори од правен факултет успеа да издействува нотарски платен налог. Тоа што значи? Тоа значи дека луѓето, најчесто сиромашни, кои што немаат пари да плаќаат редовно сметки и се утужувани, тие не се тужби практично, туку се викаат во правото платни налози. Платните налози се толку прости темплејти, кои што студент од прва година со менување име, презиме и матичен број може илјадници да креира. И сега, под влијание на овие професори и нотари кои си имаат лобисти меѓу вас законодавците, ние воведовме нотарски платен налог. Наместо да идеме пред суд со платен налог, кај што ќе платиме такса од 420 денара или 480, ние сега идеме и кај нотар и му плаќаме на нотарот по тарифа. Се напуни еко бродови. Затоа нотари не се селат извршители. Се селат доктори, професори и инженери. Е сега, овие нотариве, тоест адвокативе, кога видоа дека нотариве се напуни еко бродови, викаат, па дајте и ние, дајте ни малце од колачов. И што воведоа? Воведоа, ако за останативе сметки за комунали, струја, вода, ово, оно, ви бидат над 100 евра, платниот налог, што е темплейт глуп, кој може да го напише полуписмен човек, да мора тој темплейт да оди преку адвокатска фирма. И тие адвокатски фирми, кои што на приправниците им плаќаат по 200 евра и ги експлоатираат, наплаќаат по адвокатска тарифа илјадници вакви од водовод, од канализации, од топлификации, од не знам како, со мавање печати. Лупаат печати, пунат пари. Лупаат печати, пунат пари. И овие луѓево се побуниле пред Страсбур и Страсбур вика, дај бе уедначете ја, бидејќи не ви е окей. Не може за еден да барате задолжително присуство, за друг да не барате.
ги фаворизира банки, штедилници, не знам какви компании. Значи, се фаворизираме побогати, се фаворизираме помокни, народов, од суд го извадивме, треба да им плаќа на нотариве, сега треба да им плаќа и на адвокативе. Тенденцијата на левица е прво да не им плаќа на адвокатите, а понатаму да го либерализираме и нотаријатот и да не им плаќа ниту на нотарите по тарифа. Од тука измените се однесуваат на овие два пункта. Тоа значи да нема задолжително застапување на адвокат, онака како што бара Страсбур, бидејќи тоа е оневозможување на право на приговор и жалба, кој самиот граѓанин кој има постулациона и деловна способност може сам да си го поднесе без да бара правна помош, и самата суштина на уставот да бараме правна помош е помош. Ако ти ја побарам, ќе ми ја дадеш, а не задолжително да морам да имам адвокат во некои си спорови. И второто е платните налози, кои што се елементарен правен поднесок, кој е прост како леќа, да не го составуваат адвокати во иднина, туку тоа да го прават вработени правници во самите комунални предпријатија. Значи, од тука бараме да го донесеме овој закон по скратена постапка, иако знаеме дека тоа ќе ги наруши вашите корупцијски шеми во буржујските партии. Ви благодарам.